Солидниот интерес за учество на 52-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани, што го покажаа театарските групи и ансамбли од државата и од странство, е причина за добра фестивалска програма. Изборот, што е направен од страна на селекторот Дарко Спасов, на гледачите ќе им понуди десетина театарски изведби на ансамбли и групи од Македонија, Словенија, Србија и Црнагора. Управниот одбор на ДАФ и официјално го објави репертоарот, според кој манифестацијата ќе започне в понеделник, 23 мај, во 19 часот и 50 минути, со свеченото отворање и настапот на културното друштво Стична, дрзни и лепи од Инванчна Горица, Република Словенија, со представата Хамлет од Вилијам Шекспир, а во режија на нашиот Трајче Ѓоргиев. Истата вечер по оваа представа ќе настапат домакините од Центарот за култура Бели Мугри со драмската изведба на Просидба од Антон Павлович Чехов, што исто така ја режираше Трајче Ѓоргиев. За вториот фестивалски ден се најавува гостувањето на драмската секција од гимназијата Кочорацин од Велес со представата Дома од Људмила Разумовскаја во режија на Слободанка Чичевска, а потоа ќе настапи аматерскиот театар од Колашин, Црнагора, со едночинката Авиоспотинг од Иван Бродар под режисерската палка на Зоран Ракочевик. За среда, 25 мај, се најавува гостувањето на драмското студио од Домот на културата од Богданци со комедијата Без пари или не плаќам од Дарио Фо, што ја режираше Кире Ѓоргиев. По нив на фестивалот ќе учествува младинската сцена од театарот од Врање со текстот Водачот од Радој Домановиќ во адаптација и режија на Бојан Јовановиќ. В четврток гледачите ќе проследат детска представа на детското драмско студио од Охрид. Се работи за представата Мачка со шапка од Теодор Сус Гейзел во режија на Јасмина Билаловиќ. Истиот ден во вечерниот термин има две представи. Најпрвин, драмската секција од гимназијата во Куманово ќе настапи со комедијата Рибарски караници од Карло Голдони, а потоа и аматерската театарска сцена од Прибој, Србија, со изведба на Чаршија од Душан Јанковиќ. В петок, драмската секција гимназијалци од Охрид ќе настапи со Домот на куклата од Хенрик Ибсен, а потоа и младинската сцена од Битула со Слугинки на Жан Жене. Објавувањето на одлуката на жирито и прогласувањето на победниците е в сабота од 20 часот, а во чест на најдобрите ќе гостуваат драмските актери од втора година на Факултетот за драмски уметности од Скопје, со изведба на текстот Пак три сестри, работен врз основа на текстот Три сестри од Антон Павлович Чехов.